Вчера, Националната установа Завод за заштита на спомениците и музеј Прилеп со пригодна свеченост одбележа 70 години од своето постоење. Најпрво пред сад кулата во срцето на Прилеп изложени беа каширани фотографии кои цели 50 години биле заробени во музеот. А за младите кои се најчести посетители преку нивните училишта, прилепскиот тин бенд Локдаун направи супер свирка. Национална установа Завод и музеј Прилеп, но сите се знаат во нашиот музеј. Просто кај 80 голема па се земји за една ваква држава во минатото, да рекли до 82-3 година, беше најголем музеј на Балканот со 172 вработени. Сега ги има омалку, но квалитетно тиски како да отржуваме. Знаете, секој доктор Бошко Бабич е феноменолог изразил постојано високи стандарди и ние колку што можеме како време да се трудиме да одиме кон неговите тваришта и затоа ние гледаме како добар свет остани. Значи, прилично добро јазиме за ако ги земеме сите овие настани бари што ги располагаме. Tears running on without my guide. Going back to all you, so far removed from all that we went through. I tread a troubled track, my odds are set. I'll go back to bed. We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her and I go back. We only said goodbye with words. I died 100 times. Во 20 часот во лапидариумот на Националната установа Завод и музеј Прилеп се одржа свеченост каде беше проектиран и документарен филм за Националната установа, а беа доделени благодарници на сите соработници и поддржувачи на музеот. 70 години постоење, 70 години реализација, 70 години од заштита на културното наследство и промоција истовремено. Нашата Национална установа Завод за заштита на спомениците на културата и музеј Прилеп 70 години од основањето од 1955 година кога доктор Бошко Бабич ја имаше првата иницијатива за да ја основа Народниот музеј. За неговата желба, иницијатива да го направи едното најголемото богатство во Прилеп, затоа што уште од неговото доаѓање во Прилеп, ако не е прилепчанец, ние ќе си го присвоиме како наш прилепчанец, тој создал мислење, идеја и на која и од таа идеја прераснало во реалност, затоа што создал Народен музеј, музеј кој што ќе ги експлоатира во смисла не експлоатација на културното наследство, туку промоција на сето она кој што знаел дека го има градот и знаел дека е поле на културно наследство. Емоциите се многу големи. Бошко Бабич беше и мој татко, и мој колега, и мој учител, и се мое во животот. Така да, музеот е стар колку што сум ја стара и емоциите се неизмерно големи. Цел ден сум под стрес, така и многу ми е драго, неизмерно ми е драго што му се посветува толку многу внимание. Мислам дека го
Можам да кажам дека Прилеп е, може би некому ќе звучи нескромно, меѓутоа на Прилеп е навистина еден голем извор на археологија на локалитети и се уште има премногу за истражување и се надевам дека колегите кои што сега се уште работат дека ќе го продолжат и го продолжуваат неговото дело, за среќа го продолжуваат неговото дело. Овака видите, 70 години тоа е еден импресивен јубилеј, тоа е подвиг да речам, значи тоа е успех на Прилеп, на македонската цивилизација, прилепската современа цивилизација. Значи Прилепскиот завод музеј докажа дека може да се бори и се избори за огромен број археолошки научни откритија, има една посебно позитивна, прекрасна, репрезентативна поставка и тоа е, би рекол, можеби благодарение на тоа што самата почва овде создала во времињата на протоисторијата, антиката, па и средниот век, една, да речам, репрезентативна цивилизација. Тука има некаде околу најмалку 10 пелагонски антички градчиња, што некои се чепнати, некои не се уште, значи и по голем број населби, огромен број утврдувања. Значи зборам за Пелагонија, кралството Пелагонија. На југ, онаму, а фаќа малку и Прилепско, е кралството на линкестите, нели? Се работи за локалитети меѓу кои најмногу се издигнаа, да речам, како археолошки локалитети фаворити на општината Прилеп. Значи пред се Варош, значи градот на Варош, Маркови кули и Подкули доле, под Варош, е тој фантастичен град кој што исто така беше едно време кандидат за убикација на античкиот град Пелагонија. Потоа тука е Стибера, значи македонската Помпеја, значи кај да отвориш во Стибера, откриваш нешто што е на ниво на антиката од римски период во цела Европа. И после тоа би ги истакнал уште два локалитети, значи Висока и Старо Бонче, каде што има нешто посебно, можеби е тоа античкиот град Пелагонија, како што мислиме со колегата професорот Антони Јакимовски, и се разбира Трескавец.